дојдовте во уште една епизода на Филмофилос, подкаст посветен на филмот, разгледан преку призма на филозофијата, психологијата, книжевноста и многу други слични науки и дисциплини. Јас сум Максим, како и секогаш, и денеска во студиото имам уште еден прекрасен гостин, се надевам кој ќе ви се допадне, и една многу интересна тема. Но пред да ја представам темата, прво да му дадам простор на Ведран Диздаревик. Здраво, Ведран. Здраво, Максим. Фала ти на поканата денес. Многу ми е мило што ме викна да разговараме за ваква фина тема денес. Фала ти, Ведран, што дојде. Мене ми е секогаш задоволство на овој подкаст да викам луѓе кои се експерти во одредена област, но истовремено кога ми се пријатели, уште подобра е комуникацијата и подобар е подкастот, така што се надевам, ја поканам публиката да остане до самиот крај и да не следи во една многу интересна дискусија, се надевам. Имено денеска ќе дискутираме конкретно за еден филм, дело на Френсис Форд Копола, познатиот американски режисер. Станува збор за филмот Apocalypse Now или Апокалипса сега или денес, кој што видов дека е преведен на македонски. Филм од доцните 70-ти кој обработува навистина една така жолчна тема во тој период. И филм кој е навистина долг, комплексен, длабок и така натаму, и филм кој при тоа е делумна адаптација на една позната книга. И во таа прилика Ведран денеска во улога нели на гостин, но неговата позадина е како еден голем љубител на книжевноста и филмот. И приватно и професионално имаме дискутирано на многу од овие теми, така што денеска со задоволство, без да зборувам повеќе, ќе му дам простор на Ведран да ни каже зошто всушност денеска ќе зборуваме за филмот на Копола и што всушност испровоцира да се одлучиме баш за овој филм секако зад камерите и сега денес да видиме зошто всушност ќе зборуваме за него. Фала ти, Максим. Тешко е, во исто време и лесно да се каже зошто овој филм ме испровоцира и не испровоцира нас во лична дискусија да го одбереме како тема денес. Јас можам да дадам неколку лични објаснувања, што ќе се надевам дека ќе стигнат до некој ниво на општост така за темата која што ја дискутираме денес. Најпрво, филмот е прекрасен и филмот се смета за еден од најдобрите филмови на 70-тите и воопшто на холивудската кинематографија. И тоа е еден елемент кој што мене ме привлече, љубовта кон филмот, но од друга страна исто така е една многу интересна и нетипична адаптација на роман, односно новела која што исто така спаѓа во еден од моите омилени текстови. Тоа е новелата Срце на темнината од Жозеф Конрад. Полскиот автор кој што пишува на англиски јазик, на кој што ќе се осврнеме верувам многу пати во нашата дискусија, бидејќи односот помеѓу текстот и филмот е многу интересен и многу провокативен. И отвара низа на теми меѓу кои што и адаптацијата, која што како што знаеме денес е една од омилените теми за дискусија не само во академски сфери, туку и општо во поширокиот простори на социјалните мрежи, меѓу луѓето. Генерално секогаш кога ќе излезе некој нов филм, ако е адаптација на некој роман или на драмски текст или на кратка приказна, се дискутира околу колку е тоа добра адаптација, колку е верна на оригиналот, колку е успешно направена, а тие сите параметри се многу интересни и многу проблематични за дискусија. И понатаму, да речем како второ обележие зошто јас ти ја предложив оваа тема за дискусија денес, е прашањето на војната и како е представена во овој филм. Бидејќи филмот, како што верувам голем дел од нашите гледачи знаат, се однесува на Виетнамската војна. Снимен е во близок контакт со тој огромен травматичен настан, што го има обележано доцниот 20 век. И дава една многу интересна слика, интересна не е правилниот збор, една многу травматична и верна и фантазмагорична слика за конкретно тој конфликт, но и општо за војната воопшто, нешто што како што знаеме заради денешните случувања е и како актуелно и нешто што се дискутира секојдневно и од луѓе кои што се и експерти и кои што не се експерти. Тоа е тема која што не засега сите. Војната, насилството, како таа се представува во медиумите и секако во уметноста, затоа што војната е една од најстарите теми на уметноста генерално, од еповите на Хомер, грчките трагедии, па се до овој филм и денешните филмови и серии. Така, насилството и војната се една од темите кои што не
постојано не провоцираат на некаков начин да ги представиме и со тоа да се справиме со нив, да можеме да ги разбереме колку толку. Одлично, фала ти за одличниот вовед, всушност баш не воведе во темата и во приказната и во филмот. Имено овој филм, како што рече, навистина повеќето го поврзуваме нели со главната тема, односно војната во Виетнам, но филмот се надевам денеска ќе покажем има многу слоеви, поради што и нели одлучивме да го зборуваме денес, значи има и човечка приказна, има и однос помеѓу луѓе, има и односот на Америка со остатокот од светот во филмот се проткајува како тема. Исто така и зад камерите има многу интересни приказни кои ќе ги спомнеме. Така што навистина едно навистина добро филмско дело, би рекол дури и повеќе од филм бидејќи навистина баш едно добро искуство. Едно прекрасно искуство, да, се согласувам. Така што фала ти уште еднаш за воведот и како што рече војната и насилството се теми кои се провлекуваат уште од кога постојат луѓето на планетата, кога имаме пишан збор, но интересно е она што во филмскиот свет филмовите, особено американските филмови, холивудските филмови, те како вака се изразам кешираат на насилство. Значи насилство е неизоставен елемент на речиси секој холивудски филм или серија во денешно време. Значи тоа е нешто што кога гледаме американски филм, повеќето луѓе очекуваат дека ќе има истрел со пиштол, дека ќе има брканица со коли или во случајов ќе има една војна така крволочна со доста убивање и драматичност. Иако овој филм не е толку, јас би рекол, крвав на естетски гледано, но сепак војната е во front and center. Во прв план. Така што пред да продолжиме прашање до тебе, дали ова е еден од твоите поомилени филмови или е филм кој едноставно повеќе те провоцира поради неговата комплексност? Така. Тоа прашање е многу тешко за одговарање. Така сигурно. дали е мој омилен филм? Така сите луѓе кои што гледаат многу филмови и серии, кои што читаат книги, кои што тоа им е составен дел од секојдневието, го мразат тоа прашање. Така, да. И го знаеш тоа многу добро, затоа што е многу тешко прашање за одговарање. Што значи омилено, така? Дали нешто што ми се допаѓа, нешто што сум го читал и гледал многу пати? Ако е така, да, спаѓа во еден од, како што реков на почетокот, и новелата и филмот се, да речем, една моја долгогодишна провокација за размислување, за различни теми. Тоа е токму тоа што ме провоцира, отвореноста на двата текста да испровоцираат низа на теми кои што пресекуваат многу прашања, многу проблеми, многу научни дисциплини, од филозофија до психоанализа, до размислување за мит и религија, политика, насилство. Сите тие можат да се најдат на колонизирање, тоа е во центар на новелата на Конрад. Сите тие теми се пресекуваат. Но она што е специфично, зошто мене толку лично ме привлекува овој филм, што отвара огромен простор кој што може да трае со месеци и со години на гледање и на читање. Така. Мене лично најмногу ме провоцираат и ме привлекуваат такви приказни во најширока смисла на зборот, кои што оставаат простор за таа приказна да продолжи многу долго. Така тука ги имаме во прв план, да речеме, филмот на Копола и новелата на Конрад. Но тука се и другите филмови на Копола и другите книги на Конрад кои што влегуваат во релација со овие дела. Потоа, самиот филм има испровоцирано низа на други текстови, повторно текстови во широка смисла на зборот. Текстови како документарен филм за снимањето на филмот. Книга која што е напишана од сопругата на Копола за време на снимањето на филмот. Еден, да речеме, филмски дневник на искуството на тоа тригодишно снимање на филмот, кој што бил многу травматичен настан за сите учесници внатре во филмот. Тоа е така, околу самото снимање на филмот е изграден еден мит. Потоа тука се бројните критики кои што се напишани и за филмот и за новелата, кои што ги опфаќаат сите перспективи, можни речиси. Текстот на Конрад се уште провоцира нови и нови интерпретации и нови читања, бидејќи е нејасен и е тежок. Можеш овде да ни кажеш малку повеќе за новелата? Така, да, мислам дека би било прикладно тоа да се направи на почетокот. Многу е важно контекстот. Филмот на Копола е 1979 пуштен во оптек, снимане 3 години, додека новелата на Конрад е напишана и објавена, напишана е на крајот на 19. век, а е објавена 1900 година. Така, тоа е
едно типично дело од крајот на векот. Да. Тие дела се особено секогаш провокативни за луѓето, бидејќи со самата своја со хронотопот во кој што се излезени провоцираат некаков вид на апокалиптичко мислење. Така, затоа што е објавено на пресек помеѓу два века, во случајот нели 19-тиот и 20-тиот век, се толкува како да искажува многу повеќе од самиот текст, како да искажува завршување на едно време и почеток на нешто друго. И тоа е новела која што се занимава со патувањето на еден трговец, неговото патување кое што го раскажува. Новелата е истовремено за настаните кои што му се случуваат на неговото патување по реката Конго за време на интензивното колонизирање и девастирање на африканскиот континент на крајот на 19-тиот век, но исто така и приказна за раскажување. Затоа што приказната во новелата ја добиваме преку живиот збор на Марлоу, нараторот на приказната. Тоа можеме веднаш да го поврземе со главниот лик во филмот на Копола, Вилард, кој што исто така ни раскажува. Да. Така, додека има филмот нарација, има нарација. И тој обид, тоа е исто така обид да се драматизира не само тоа што се случува, туку и начинот на кој што тоа ни е принесено. Тоа е една од централните теми на романот и ми е многу мило мене лично што и Копола се одлучил на еден таков пристап. Каде што го решил на малку поразличен начин. Како го има решено? Романот на Конрад почнува на еден брод закотвен на реката Темза во Лондон и присуството на Марлоу, кое што ни е дадено преку наратор во трето лице, кое што му ја дава палката на него, на своите пријатели околу него, да им раскаже што му се случило нему години наназад во Конго за време на интензивната колонизација. Додека кај Копола, тоа прашање, тој директно ни го представува дејството, но целото дејство е проследено со нарацијата на Вилард, кој што размислува за тоа што му се случува, за неговиот живот, за Курц, така, неговиот војник во филмот. Името на, гледате, например, Вилард и Марлоу се различни имиња, но името на Курц е останато. Кој е Курц? Само мало појаснување. Така. Тоа е всушност ликот кој и во книгата и во филмот нашиот протагонист го бара. Тоа е усвари приказната. Да, тоа е клучната точка кон која што се стремат и новелата и филмот. И мислам, прво би сакал само да забележам, нашите гледачи најмногу би добиле доколку со гледан филм го гледаат подкастот. Да, затоа што ја очекуваме. Така, затоа што е многу тешко истовремено да се обидеме да објасниме нешто и да дискутираме за нешто без да откриеме. Така, тоа мислам од старт ќе го Да, точно. Ќе го фрлиме на страна, бидејќи не можеме да го направиме. Во романот на Конрад, во новелата на Конрад, Марлоу оди по реката Конго да го најде Курц, кој што во случајов е трговец со слонова коска. Да го најде, бидејќи е пратен од фирмата која што го ангажира, значи романот на Конрад е целиот напишан во трговски контекст. Економскиот аспект е особено нагласен, да го најде и да го врати, бидејќи тој ги земал работите во свој раце. Во однос на трговијата и прави работи кои што на фирмата и на неговите работодавци не им одговара. И станува збор за една личност која што според сите параметри, а тоа е задржано и во романот и во филмот, според сите параметри е најдоброто од тоа што Западна Европа може да го даде. Една исклучителна фигура во секој поглед, кој што го искажува, да речеме, тој длабок и повеќе значен хуманистички концепт кој што постои од Ренесансата. Човек кој што е образован, човек кој што е софистициран, кој што е морално супериорен во однос на останатите кои што ги познава, кој што нема никаква дамка на својата кариера, кој што секогаш бил најдобар во тоа што го прави, но кој што од непознати причини, а тоа е енигмата и во филмот, и во новелата, одлучува да го сврти грбот на тие на кои што им служи. И
во најголем дел и во двата текста перспективата на Курц ја добиваме преку нараторот. Значи он останува како една празна точка, празно место, како црна дупка речиси, внатре во јадрото на наративите и е константно пополнуван со приказни кои што доаѓаат од различни места. Доаѓаат од анегдоти, доаѓаат од официјални документи, доаѓаат од приказни од другите луѓе. И сето тоа кулминира и во филмот и во новелата со конечно сретнување на таа фигура, која што резултира со катастрофа. Така. Како што тоа го знаат во филмот. Каква е природата на катастрофата, мислам дека да го одложиме за сега и да се навратиме на крајот, бидејќи тоа е најтешкото прашање всушност и на новелата и на филмот. И мислам дека тука и најголем дел на читатели, на гледачи тука ги напуштаат и Конрад и Копола. Така. Добре. Затоа што се и нејасни, и насилни, и тука почнува да доминира некој начин на зборување, некој дискурс, кој што е многу тежок да се артикулира и кој што допира практично во јадрото на двете дела. Допира во срцето на темнината и во апокалипсата, во суштина. Да. Превртена во двата случаи. Одлично. Ова беше навистина исцрпен осврт на новелата и при тоа и ни дава една дирекција кон самиот филм. Значи, имено да резимираме, станува збор за новела напишана буквално на расцепот на 19-тиот и 20-тиот век, која во всушност е инспирирана од таа колонизација која Западна Европа ја прави врз Африка и главниот лик патува низ таа река да дојде до еден мистериозен друг лик кој треба некако да го најде, пронајде, казни и така натаму. Сега филмот ја зема истата структура, затоа вака го кажав како во коски без клучните моменти, бидејќи филмот е направен скоро век подоцна. И во филмот, значи, целото дејство е преместено во еден американски контекст, односно во војната во Виетнам, односно американското учество во војната во Виетнам. И наместо тој трговски контекст, кој што кажа ти, во филмот всушност имаме војник кој е пратен на мисија да најде друг војник кој некако скршнал од патот и, како што велат и во филмот, полудел, наводно, и сега мора да биде казнет. Лудилото е едно од темите Лудилото, исто така. точно. Полуден е луден, да, бидејќи не ги почитува тие правила. И нашиот главен лик мора некој да го најде и да го доведе пред правдата, што би се рекло. Така што Копола навистина вешто и со голем ризик одлучува една позната приказка целосно контекстот да го промени. Иако во суштина, мислам дека би се согласил, срцето е тоа. И во книгата и во филмот идејата е еден маж оди на некакво патешествие духовно, а при тоа и физичко, бидејќи оди низ реката, нели, од една точка до друга. Така што тоа е контекстот во кој се наоѓаме. Сега, накратко, зошто мислиш дека, мислам, јасно е, според мене, нели, новелата е Срцето на темнината, така, Heart of Darkness, бидејќи главниот лик се подлабоко и подлабоко влегува во јадрото на темнината. Така тоа би била една очигледна интерпретација. Би било очигледно, да, и во физичка смисла, така тука се потенцирани и тие расистички елементи во новелата на Конрад, кои што се производ на неговото време. Така, да, точно, темнината е Африка. Да. И срцето на темнината е срцето на Конго, на тие прашуми, на таа дивина која што постои, која што е примитивна за западниот човек. Да. Но истовремено е во срцето на темнината и на западната цивилизација. Да, тоа е двослоевито значење, да. Затоа што тие представуваат многу повеќе од тоа што се самите, како индивидуи. Така што новелата на Конрад е генерално многу тешка и многу песимистичка во однос на човековата природа, исто како што е и филмот на Копола. Да. Така тоа се два темни уметнички документи. Не се срекни приказни во двата случаи. Она што е особено интересно е дека обидот на Копола и причината, може за тоа да дискутираме малку повеќе, зошто би го транспонирал контекстот од новелата, бидејќи тоа менува се. Ја менува природата на двата текста. Најпрво, текстот на Конрад е еден од централните протомодернистички текстови во книжевноста, кои сите дела на крајот на 19-тиот век. Тоа е еден специфичен период во западноевропската уметност, особено да речеме да се концентрираме на литературата, кога конвенциите и начинот на пишување на 19-вековниот роман, на сите оние големи автори кои што ги познаваме и од лектири и од генерална општа култура како
Балзак, Стендал, Толстој и така натаму. Тие конвенции полека се напуштаат и книжевноста влегува во нешто друго. Нешто што ќе кулминира потоа со делата на Джойс, на Вилијам Фокнер, на Вирджинија Вулф, на Марсел Пруст и така натаму. Конрад обично, заедно со фигурата на Хенри Джеймс, се смета како некој премин помеѓу тие две големи епохи. Затоа кажав дека е символично тоа што е напишано и објавено тогаш во 1900 година, како нулта година, така на почетокот на модернизмот. И со тоа ја карактеризира една структура која што е многу интересна и многу комплексна и која што ја прави приказната многу тешка за читање. Многу интересно, баш проверував, тоа секогаш ми било преокупација да видам годината на издавање на романот или на кое било дело со што кореспондира, со какви фактори во контекстот. Во контекстот поширок. Буквално дури ако се концентрираме така малку повулгарно на години. Значи тоа е годината на објавување на толкување на соништата од Фройд, исто така. Два автори кои што не се познаваат еден меѓу друг. Исто така мислам дека од прилика во тие години објавување на Воскресение, последниот роман на Толстој. Така се сигнализира веќе крај на една епоха на големиот руски автор. Така темел на реалистичката литература. Мислам дека една од последните драми на Ибсен, односно на театарот на 19 век. Уште еден интересен податок мислам дека беше дека познатата глумица Сара Бернар, француска, глуми во адаптација на Хамлет, каде што таа го глуми Хамлет. Така еден многу интересен пресврт на улогите, што во суштина е директна спротивност на тоа што се правело во Елизабетанскиот театар, кај што машките ги глумеле женските ликови, а сега таа го глуми Хамлет. Така што и тука има уште низа на фактори, кои што се поврзани со политика, со економија, со уметност, самиот чин на појавата на психоанализата, проучувањето на религиите, на митологиите од различни култури кои што се незападни. Сето тоа дава една атмосфера во која што новелата е објавена и допира многу различни точки и теми. Филмот на Копола е комплетно различен контекст. Добро. И доколку се обидел да го адаптира буквално, тоа сепак јас верувам би било повторно врвно уметничко дело, но тој се одлучува да го смени контекстот. Се обидува да искористи приказната на Конрад за да актуализира некои теми во сопственото време. Затоа што познат е фактот дека ова не е прв обид, тоест прва желба да се адаптира Срце на темнината. Орсон Велс, пред да го создаде Граѓанинот Кейн, така, еден од најдобрите филмови на сите времиња, сакал да го сними Срце на темнината, каде што тој самиот би го глумил Курц. Така, тоа е мегаломанијата на Орсон Велс. Тоа е Велс. Ама тој проект пропаднал, не успел да се реализира и наместо тој го прави Граѓанинот Кейн. Така, очигледно правилна постапка. Има уште некои телевизиски адаптации, мислам дека има една со Џон Малкович, кои што немаат добиено видливост и мислам дека се многу поверни на оригиналот. А ете, историјата и контекстот покажала дека извини. Во главно претпоставам твојата забелешка е дека романот, а и филмот подоцна се во еден контекст кај што голем број на западни држави веќе се осврнуваат кон внатре. Така, кон своето срце на темнината. Да. Значи и Фројд и слично секоја што тоа веќе гледање навнатре, не е веќе надвор како изгледа светот, бидејќи светот го откривме, светот го ограбивме во Африка и така натаму. Так. Сега да видиме што е со нас, како ние стоиме во целиот контекст, а и секако тука морам да дополнам и технологијата е во подем, така што светот е се по и поврзан од почетокот на 20-ти, па да не зборуваме за денес, каде што не може така лесно да се скрие што се случува во Африка или каде и да е. Така што цела таа темнина е сега на виделина, јас би рекол. И предпоставувам дека Копола, бидејќи го прави филмот неколку децении, скоро век после романот, не можел и да сакал, сметам дека не би било вешто од негова страна да направи филм кој е буквална реплика на книгата, бидејќи навистина и луѓето поинаку би ја перцепирале цела таа тема. И секако после Конрад има и други дела и книги и филмови кои се бават со темата на колонизација и на злоделата во Африка од страна на западниот свет, ама овде
Овде Копола сметам дека многу со голем ризик, но многу вешто направил еден како да кажам, he took a gamble, како би рекле. Да, облак. Еден облак кој навистина добро се исплатил, да ја транспонира, кој што кажа, го транспонира контекстот, бидејќи така сметам дека конкретно кон американската публика и светската публика дава нешто што е многу посвежо, односно Виетнамската војна. Так. Наместо да се бави за нешто што било во Африка, што исто така е секогаш актуелно, но можеби не толку свежо како што било ова. Така што се надевам не те прекинав. Не. Ама Интересно идејата е, да. важна работа е да се потенцира дека Копола менува една клучна работа и со тоа ја менува целата природа на наративот. Романот на Конрад е за колонизација. Филмот на Копола е за војна. Одлично. Тоа е многу важна разлика и тоа е скок тематски кој што на многу критичари не им се допаѓал, затоа што секогаш луѓето во книжевноста се многу осетливи на матичните текстови и се многу пипави во однос на можноста на филмот да ги аплицира делата во новиот контекст, затоа што се уште го доживуваат филмот како некое по-ново, по-нечисто уметничко дело, што не е апсолутно точно, нели? Тоа мислам дека не треба ни тема на дискусија да биде. Но Копола одлучува, дури би рекол и грубо, така да го измести првичниот контекст и да го префрли во нешто друго. И да му даде нов вид на актуелност. Едно прашање до тебе, малце провоцирачко. Ако филмот не постоеше, да речеме книгата постои, се уште никогаш не била адаптирана на тоа ниво, и ако Копола денес реши да ја адаптира, дали сметаш дека би било соодветно ако се искористи некои од актуелните војни, кои и како се уште има жариште и блиску нас, а и подалеку Блискиот исток, особено веројатно Блискиот исток гори веќе долго време. Така. Дали сметаш дека во некој таков контекст или дури во југословенските војни, еве сега ми текнува, дали сметаш дека тоа би било чисто да доловам до публиката колку било контроверзно и колку било рискантно што бира зашто сега војната на Виетнам веќе е некаков историски факт, бидејќи навистина поминати се доста децении од тоа и Виетнам не е во центарот на колективната свест моментално или медиуми, но да речеме ако сега филмот се направи на тло на Украина или на тло на Палестина, или па во некаква актуелен конфликт во Африка, бидејќи се уште има конфликти во Африка, или па дури кај нас на балканското подречје. Дали сметаш дека како би го доживеал ова? Што би му рекол на Копола и на некој режисер би ти рекол сакам да ја адаптирам оваа книга, што мислиш ти, дали би како тоа би изгледало? Да, тоа е тешко прашање и тоа е многу тешко прашање да се одговори така однапред, пред да се види производот. Да. Но има например, да речеме некои лабави преработки на романот на Конрад кои што покажуваат од оваа друга приказна. Например, луѓе од остатокот од светот, така во наводници, кои што одат во срцето на темнината во западниот свет. Постојат такви книги кои што можат да се најдат. Затоа кажувам дека текстот ми е толку инспиративен, затоа што отвара простор за различни можни толкувања. Така што тука би требало да се најде некој нов оригинален режисер или писател кој што би направил нешто од приказната што ние не би очекувале дека може да го истрпи. Како што тоа го направил Копола. Така, тешко е да се каже во кој правец би отишол. Мислам дека одење затоа што и Срце на темнината и Апокалипса денес, така не треба филмовите да ги земаме како да се нешто најдобро на светот. Да, имаат и слабости. Јас мислам дека на моменти се премногу екзотизирачки. Да, во однос на незападните култури. Така, во речи си да нема виетнамец кој што зборува во Апокалипса денес. Така, тоа е еден сериозен проблем. И тука не треба да се биде нешто особено политички коректен или кои да се тие негативни фрази кои што се употребуваат да се заклучи нешто такво. Така, сепак војната е во Виетнам. И е малку претенциозно да се стави да биде американец главен јунак. Тоа не одзема од големината на филмот, но е критика која што е релевантна, контрадикција која што си постои внатре во самиот текст. Така што мислам дека еден таков вид на екзотизација можеби не би бил корисен денес. И мислам дека не е ни возможно да се направи, затоа што се уште можеби во доцните 70-ти и Виетнам да се толкува на таков начин. Мислам дека денес ни еден дел од светот не може да се гледа на тој начин. Што би представувал некое место како црна дамка или како црна точка или како темнина
во која што некој би можел да оди да се... Сметаш дека сега сме поосетливи на сите тие теми, ќе има многу поголем public outcry, односно еден одзив од би експлодирале луѓе на социјални мрежи ако сега одлучам да направам адаптација на овој роман сместен во Палестина, да речеме. Тоа би било многу поконтроверзно, сметаш дека околу Виетнам во 70-тите, чисто да го упростам како Можеби. Да, секако. Можеби. Не сум сигурен, така, да кажеш, не може да се каже затоа што се зависи од производот на крај, затоа што клучно кај Копола е тоа што он во ниеден момент не крие колку е критичен кон америчкото општество и култура. Да. Тоа е тој клучен дел. Дали апсолутно тоа многу ми се допаѓа, дали сметаш, барем според мене едно од најдобрите дела, дали книги, дали филмови, најчесто се способни да држат огледало према една цела култура, дури цивилизација. Во случајот можеме кажеме дека филмот е огледало према цела западна цивилизација, видите колку сте трули всушност вие, а не оние кои вие ги нарекувате трули. Така што сметам дека и величината на овие две дела, а и на многу слични филмови и книги е тоа способноста на авторот и храброста на авторот да сврти огледало према својата култура. Дали сметаш дека ова е една добра диагноза? Да, би било. Само мора тоа огледало да биде малку испрекршено. Добро, што сакаш да кажеш со тоа? Сакам да кажам дека ако тој производ што го создаде, било филм, било книга, е премногу директно, тогаш нема да исполни ниеден аспект од тие естетски квалитети кои што ги определуваат тие автономни посебни правила на медиумот во кој што создава. Дали е тоа филмот, дали е книгата, дали е музика, дали е театар. Но ако истовремено успее да ги испочитува поединечните традиции и начини на пишување и на создавање на тој медиум, а и даде една критика на кој да е неговиот објект на интерес, која што ќе биде суптилна и длабока, тогаш делото ќе биде успешно. Затоа што филмот на Копола и романот на Конрад се многу суптилни. Добро. Сакам да кажам дека проблематизираат различни објекти на многу различни рамништа. Добро, но дали сметаш дека таа суптилност е чисто некаква стилска нивна, како да кажам, дел од нивниот стил, некаква стилска употреба, или станува збор едноставно за по нужда било да бидат суптилни, бидејќи станува збор за многу осетливи теми и нема друг начин како да им придеш? Еве поедноставно да кажам што мислам. Ако сакал да даде директна критика, директно огледало, ќе напишал политички трактат или филозофски текст или нешто што непосредно се занимава со објектот. Добро. А ако создава уметничко дело, треба да испочитува и други критериуми и мора да биде многу посуптилен во формата, отколку што тоа би му дозволило еден есеј, да речеме, кој што директно би бил насочен кон критикување на некој проблем или лоцирање на некоја ситуација или така натаму. Ми доаѓаат два примери во глава, мала дигресија, за буквално од оваа година, значи зборуваме од 2024 година. Значи еден од примерите кои ми доаѓа е филмот Опенхаймер, кој беше овогодишниот добитник на Оскар. Филм кој исто така беше критикуван дека има перспективата на белиот човек, односно на американец, нели Опенхаймер е човекот кој ја создава атомската бомба и воопшто нема ниту еден лик од Јапонија, а тие се најголемите жртви за жал на неговото дело, или нема исто така лик, мислам дека од овие домородни народи во Америка, каде што всушност првите експерименти биле и на територијата, на нивната територија и до ден денес имаат се уште проблем поради таа радиација која ја доживеале, но ние секако го следиме главниот лик кој е еден во суштина американец, иако има поинакво потекло. И сите ликови се всушност ликови од неговиот видокруг, академици, паметни луѓе, неговата сопруга и така натаму. Ограничен свет. И значи таа перспектива повторно е таква каква што е. И сега, иако денес се повеќе и повеќе се зборува за тоа дека треба да ја трнеме таа перспектива, особено за вакви теми потешки, гледаме тој филм ги освои сите награди, тој филм е сега буквално кренат во најголеми височини, ќе биде изучуван на сите филмски академии во иднина, многу млади луѓе ќе го гледаат како пример и за 20-30 години некои како мене и тебе вака ќе седат и ќе зборуваат место за Апокалипсис ќе зборуваат за Опенхаймер и колку тој бил вешт во тоа што го правил. Така што сакам да кажам, да потенцирам дека се повторуваат овие нешта и гледаме како мене ми се чини како Холивуд или западната цивилизација во суштина се уште не е спремна да погледне во срцето на темнината, што и тоа да значи. А друг пример накратко само
што сакав да го споделам е една серија која сега излезе, која исто така е адаптација на роман, Шоган, дали ти е позната? Се уште не сум ја гледал, нормално дека е на листа Да. и е посочена веќе. Одлично. Јас накратко ќе кажам, тоа е серија исто базирана на роман, и роман кој се фокусира на Јапонија, значи не на Виетнам, но на друга азиска земја, во која главниот лик е повторно бел човек, односно од западна земја, англичанец кој се појавува во Јапонија во тој период, чинам дека е 15 век, ако не се лажам, значи многу порано, и ги проучува јапонците како живеат, како војуваат, самураите, нинџите и така сето, тоа е малце екзотично направено, но нашата перспектива е секако англичанецот и ние со него се поистоветуваме и тој ќе се залюби и со него патуваме, тој ќе се залюби во една јапонка која е екзотична жена, не е како англичанките дома и така натаму. И интересно беше што оваа серија која всушност излезе оваа година го менува малку контекстот со тоа што и како му ги скратува му е скратува улогата на белиот човек. Тој е главен лик се уште, но и подеднакво се главни ликови јапонците. Тоа е еден момент кој гледам дека има ова што го зборуваме е момент кај што буквално е ажуриран тој темплейт, тој образец на пристап на овие филмови, но од друга страна гледаноста на оваа серија е многу пониска и многу луѓе имаат потешкотија да се поврзат со нешто што не е екзотично. Што ме доведува до главната поента, дека многу е лесно да кажеме дека те филмовите ги екзотицираат некои моменти поради политички причини, но често пати се прашувам од практична перспектива дали е некоја нужда тоа така се направи. Так. Значи нужно тоа така изгледа бидејќи публиката на вистина е тешко да се поистовети. Да беше да речеме во Апокалипса сега главниот лик виетнамец кој некако е пратен да го открие Курц нека остане како што е ликот. Дали ќе беше филмот толку успешен? Така. И тука го отвараш проблемот, така и тука допираш во јадрото и на самиот медиум, на природата на филмот. Книга е многу во наводници полесно да се напише и издаде. Така вклучен е еден човек и да речеме издавачката куќа која што го посредува неговиот производ на крајот на приказната. Филмот, ева ако употребам една метафора од Ервин Пановски, историчарот на уметност, е катедрала. Така, не вклучува еден човек. Да. Вклучува особено во големите холивудски филмови, но дури и во помалите филмови, повеќе од еден човек. Така, вклучува многу луѓе. Вклучува голем капитал. Многу, да. Вклучува огромени технички барања, вклучува многу фактори. И затоа мора да оперира секогаш, секој уметничко дело оперира на две нивоа, и на пазарната логика и на логиката на својот медиум, но филмот го чувствува тој притисок многу повеќе. Точно, да. И заради тоа патувањето на филмот кон нови форми, кон нови принципи на представување, кон нови вклучување на нови ликови и глумци, и прашањето на малцинствата и така натаму, секогаш се соочува со таа пречка, која што е во суштина идеолошка, но и допира и одредени економски прашања, така, затоа што тој филм на крајот мора да се направи. А тоа е многу тешка задача за сите околу него. Филмот на Копола конкретно е таква една битка. Огромна битка со... Кажеме повеќе за тоа, точно? Контекстот го спомнавме контекстот на Конрад. Сега контекстот на Копола е многу интересен. Тоа е еден, би рекол, можеби типичен филм на 70-тите години од Холивуд. Тоа е период, е малку историска перспектива, мислам дека ќе расчисти. Тоа е период кој што е продолжение на 60-тите, кога големите студија американски се распаѓаат. И со самите американски студија се распаѓа по големата контрола на продукцијските студија врз работата на режисерите. Односно, период во кој се отвара простор за да се појават многу поинтересни, автентични, уметнички гласови и обработки на одредени теми. Но исто така, се зголемува и одговорноста. Затоа што ако да речеме студијата во 50-тите, пред почетокот на годината би направиле листа на колку филмови ќе снимат, од кој процент ќе бидат вестерни, романтични комедии, драми, акции и така натаму, сега се размислуваат филм за филм. Тоа е еден економски контекст кој што е поразличен. Добро. И може да се случи голема куќа да ги инвестира сите пари во еден филм и тој филм или да донесе огромна заработка како
филмот на Копола, кој што бил хит, сличен на Опенхаймер денес, или да ги изгуби сите пари. И тој режисер да биде закопан за секогаш заедно со сите луѓе околу него, вклучувајќи и глумците, камерманите и така натаму. Така да ефективно да си ја заврши кариерата. Сега, Копола го снима овој филм во многу специфичен период од кариерата негова. Многу правилно, фактички. Тоа е типична режисерска постапка. Успева да го сними Кум, првиот дел, да доживее огромен успех, и уметнички и комерцијален, да го сними филмот Конверзација со Джин Хекман, кој што исто така одличен филм, и добива, мислам, нека Златна палма, и да го сними Кум вториот дел, кој што се смета за еден од најголемите филмови на сите времиња, генерално холивудски. И после тоа, со целиот тој капитал, кој што го акумулирал низ тие 6-7 години, кои што се навистина неверојатни за еден режисер, тој капитал кој што го акумулирал, кој што и материјален и символички, се впушта во пеколниот проект, така, на Апокалипса денес. На тоа проблематично сценарио, кое што е многу тешко, затоа што романот на Коерат не е податлив за филм, е многу густо и тешко напишан, се концентрира на внатрешни доживувања, а не толку на слики, иако има некои фантастични слики. Генерално текст кој што е тежок, продукција која што се случува на Филипините, која што е многу скапа, многу тешка, така, која требала всушност да трае 6 месеци, но траела 3 години, 3 години, која што резултира со низа на продукциски проблеми и катастрофи. Прво од изборот на глумецот. Сите големи најголеми имиња на Холивуд во тој момент, од Джек Николсон, Ал Пачино, Ворен Бити, Стив Маквин, така натаму, се контактирани за снимање на филмот. Никој не сакал да помине 6 месеци на Филипините и да снима тежок филм во џунгла, така таа перспектива мора да имаме ние. Не е седно да се направи таква постапка. На крајот се стигнува до името на Марлон Брандо, кој што исто така со целиот капитал и проблематичност која што ја носи со него бара и многу пари, и бара специјална програма за неговото снимање, да биде најмалку што може на Филипините, а да земе најмногу пари што може. И за фигурата на Вилард, конечно е одбран Харви Кейтел, кој што мислам дека на луѓето им е познат по филмовите на Тарантино, од Pulp Fiction, каде што го глуми Мистер Вулф, така беше. Тој е одбран, со него се снимаат 2 недели, снимките се катастрофални, на никому не му се допаѓа, брзо го е со авион испратен назад во Америка, а донесен е Мартин Шин да го глуми Вилард. Исто така е многу интересно дека генерално на сите глумци кои што им е понудена улогата на Вилард, им е понудена улогата на Курц. Добро. Тоа е интересно и мислам дека многу ни кажува за начинот на кој што Копола го доживувал ликот. Така, тоа е еден вид на двојник. Еден вид на двојник кој што се артикулира и во книгата и во филмот. И самиот избор на глумците и начинот на кој што тие се конфигурирале во оваа ситуација ни кажува и како размислувал Копола за тоа. Потоа почнува снимањето, кое што е многу скапо, и филмот е визуелен спектакл, дури и за денешните гледачи, речи си колку е, половина век скоро после од како е снимен. Каде што се изнајмуваат хеликоптери од Филипините, каде што додека во Филипините има граѓанска војна. И тие хеликоптери напосредно мораат да одат на снимање и да се враќаат на војно поле. Се градат цели сетови кои што заради катастрофалното време пропаѓаат и се уништени. Мартин Шин за време на снимањето доживува мал срцев удар. И магично се враќа после некое време, не знам како, не успеав да најдам објаснување, затоа што очигледно е медицинско чудо. Копола за малку се разведува во процесот на филмот, неколку пати кажува дека ќе се самоубие. Марлон Брандо доаѓа на филмот, место да биде послаб 20 кила, 20 кила. Да, тоа било голем шок, точно. Да, и исто така не ја прочитал книгата, иако имал неколку месеци да ја прочита, значи доаѓа неспремен и во физичка смисла и во секаква смисла и арогантен, како и секогаш. Филмска звезда. Да.
Денис Хопер кој што се појавува во филмот, кој што го глуми американскиот фотограф, не може да ги запамти репликите. Има многу интересни видеа, им посочувам на луѓето да гледаат од разговор со Копола каде што го моли да ги научи репликите. Што имаше уште? Има многу вакви Хопер и Марлон Брандо не зборат за време на филмот. Марлон не сака да го гледа. Така што ова е целото една катастрофа. И особено што се рекапитулира во односот кој што Копола го има кон снимањето на филмови. Да. Копола е од тој вид на режисери кој што го нема филмот готов во својата глава пред да го направи. Така тоа е уште една разлика помеѓу филмот и книгата. Односно Копола почнал да го снима филмот без да го има крајот на сценариото. Добро, преку ден снимал, навечер пишувал и препишувал одредени делови. И со крајот на филмот, тоа подоцна може да го допреме, се размислувал низ целиот тек на снимањето. Фактички на место го смислуваат со Марлон Брандо додека се снима филмот. И потоа он е еден од тие режисери кои што прифаќаат забелешки од глумците, од камерманите, од останатите делови од филмската катедрала, за како да се одвива приказната. И прифаќа корекции, прифаќа сугести, односно го доживува снимањето на филмот како еден органски процес, еден процес кој што се менува. И колективен процес. И колективен процес, за разлика од режисери како Хичкок или како Стенли Кјубрик, кои се индивидуалисти кои што не примаат никакви забелешки, кои што го имаат филмот готов пред да го снимат. Да. Проблемот кај Копола не е со останатите членови од екипата, туку е константната борба со продукцијските куќи, односно со тие кои што ги го овозможуваат капиталот. А инаку внатре во филмот, во светот на филмот, он е многу демократски настроен. Да. Иако сака да се доживува како диктатор на одредени моменти, ама јас тоа не го гледам. Има едно од најпознатите негови реплики е дека режијата или режисерите се последните диктатори на модерниот свет. Така да, го знам цитатот, ама не го гледам тоа. И ја не го гледам, всушност навистина многу убаво ја опиша пеколната продукција што била за време на филмот. Она што мене ми е интересно е што Копола колку и да се представува како диктатор, кога ќе го споредиме со некој како Хичкок кој ги има нарекувано актерите стока, буквално ова е цитат, или како Стенли Кјубрик кој да речеме во Shining на Шели Дувал ја има буквално, значи има видеа кои може публиката да ги најде на YouTube кај што Шели Дувал буквално си вади парчиња коса за време на снимањето од стресот што го трпела од Кјубрик, бидејќи тоа ја гледа како марионетка, него не му е битно нејзиното здравје, за разлика од Копола кој да речеме во овој филм кога ја снимаат една од првите сцени во филмот каде што Вилард танцува во собата и е во некоја полупијана, и е Мартин Шин е фактички пијан. Да, тој е фактички пијан, бидејќи било непосредно неговиот роден ден, 36-ти роден ден, и бил под дејство на некакви супстанции и всушност го крши огледалото и се раскрвалува, ако не се лажам. И Копола всушност бил многу загрижен и му рекол: "Те молам, ќе прекинеме со снимање, значи не сакам моите актери да имаат ваков стрес", што зборува колку всушност бил емпатичен према својата филмска екипа, што е реткост, особено на ваков джиновски проект. Така што тоа зборува и колку е всушност Копола навистина, мислам, станува збор сега за веќе доста постар човек, кој што току го најави неговиот последен филм, така што со кој што повторно има скандал. Кој повторно има скандал, кој е повторно премногу комплексен и голем и комплексен. Така што Копола, она што ми интересно, сакам да го потенцирам за публиката, особено знам дека не гледаат и не слушаат помлади студенти, особено на филмски академии, тоа е дека треба да знаат дека дури да имаат голем буџет, секи, ако може да оди наопаку, ќе оди наопаку. Значи тоа што Копола доаѓа од позадина на неколку Оскари, значи буквално и на многу заработени пари. Точно, на многу заработени пари, значи име кое сите го знаат во Холивуд во тој период. Сепак за секоја можеби сцена од овој филм, речиси секоја сцена, морал и како да се мачи и психички, и физички, и финансиски да ги освари нештата, така што во превод и филмот го надминува буџетот неколку пати. Точно, да. Тоа е многу важно. И било буквално на крајот се или ништо. Да. И во овој случај неговиот ризик се исплатил, што потоа му се случува обратното. Да. Неколку многу скапи филмови кои што пропаѓаат комплетно. Па потоа го има повторно успехот на Дракула, мислам дека. Да. Ама постојано неговата кариера
се или ништо. Постојано се прокоцкува со секое филмско остварување. Значи секој филм е еден облог, дали ќе успее или не. И јас би рекол во главно повеќето филмови му се успешни, но секако има и неколку. Мислам дека статистички одговорот е сепак не. Не? Затоа што има многу филмови. Да, има точно. Ама ние ги знаеме овие оние кои што се култни, да го употребиме тој збор, се останати, ама има многу филмови кои што не се толку запамтени. Да. Вау, тоа е навистина, мислам, го доловивме и процесот и адаптацијата и слично. Дали сакаш нешто да кажеш во однос на самата приказна и са конкретно така, за филмот? Значи можеме да зборуваме и за спойлери, значи чиста најава за тие што не следат. Така. Што би рекол во однос на тоа? Значи како се развива приказната, што мислиш за тоа, која е поентата, која е темата? Чи можеме слободно. Така. Мислам дека самиот момент колку ова прашање доаѓа доцна во нашиот разговор кажува за колку е филмот комплексен, интересен. Затоа што треба да се направи многу подлога пред воопшто да почне да се зборува за него. Значи може да се определат многу пунктови внатре во приказната и начини на кои што Копола одлучува да ја прикаже. Таа стварност што сака да ја прикаже. Филмот мислам дека го обележува постојано една фантазмагоричност, која што е превземена од романот. Клучен збор во романот, а мислам дека и клучен визуелно збор во филмот е зборот магла, замагленост. Така. Целата приказна, во филмот тоа имплицитно ни е покажано, за тие што знаат малку подобро да го видат, ни е прикажано низ очите на Вилард, на Мартин Шин. Така, целиот процес е фактички неговото патување и неговото гледање на стварноста. Има одредени критики што мене ми се чинат до некаде точни, каде што го поврзуваат со типичен антихерој од ноар филмови. Да. Особено почетокот, кога лежи на креветот, пуши цигара, гласно размислува, звучи како Филип Марлоу, детективот од романите на Чендлер и филмовите на Хамфри Богарт. Така има одредена сличност, значи жанрот успел да го интегрира некако тука, ама мислам дека тука завршува споредбата. И тој оди практично на еден вид на патување, кое што кулминира со Курц, кое што самиот Копола го нарекува Идиот Одисеја. Да, затоа што очигледно е дека низ неговото патување гледаме многу повеќе од стварноста на Виетнамската војна. Така што тука мислам дека може да се постави една бинарна опозиција, која што е добра за разговор, но која во суштина функционира во филмот во единство. А тоа е дека од една страна ги имаме ужасите на Виетнамската војна кои што се прикажани во филмот, што го прави да речеме сличен по линија на филмот Вод, односно Платун на Оливер Стоун. Но исто така го има тоа постојано символичко значење кое што се привлекува низ натуралистичкиот приказ на стварноста и кој што носи некакво друго, кое што во недостаток на подобар збор може митско значење да го наречеме. Затоа што има сцени кои што реферираат на други работи и кои што го продлабочуваат значењето кое што гледаме на прв поглед. И мислам дека тоа е присутно постојано. Да го земеме бродот само. Добро. Така, тоа е една тропа која што Копола ја зема од Конрад. Да. Исто и во новелата на Конрад станува збор за патување со брод по реката, која што е објасната како долга змија, која што се протега од почетокот до Курц. Сега, таа река и тој брод се толку потентни како наративни средства, затоа што отвараат многу простор за различни значења да се впишат во тој процес. Прво, бродот е како микрокосмос. Така, секој брод има посада, е полн со луѓе кои што извршуваат различни функции. Тоа е како едно општество сублимирано. И внатре може да се прикажат многу работи, исто како во филмот. Класа, раса, младост наспроти старост. Така го имаме Вилард кој што е најстар, го имаме капетанот кој што е рационален и кој што е угледен војник, го имаме младиот сурфер кој што се препушта на дрога и на лудило како оди понатаму,
Го имаме младиот црн војник Лоренс Фишбурн кој што го глуми, мислам дека има 17-18 Има години. всушност излажал дека има 17, Така. имал 14 кога почнал Да, снимањето. дете практично така. И тоа му е може би прва улога, да. Речи си сите овие големи филмови за Виетнам го потенцираат аспектот на расата во филмот. Начинот на кој што афроамериканците биле третирани од белите американци. Да, и од генерално командата. Така дека тие биле ставени први најчесто како топовско ѓуле, биле од пониска раса, посиромашни и тоа се чувствувало внатре. Така што многу интересно, дури во ваква состојба на исклучок како војна, повторно тие класни и расни елементи се рекапитулираат натре во војната, во војската. Тоа е нешто што е многу исклучително и се гледа во филмот. Така што го имаме тој, да речеме, класен општествен елемент на бродот. Но потоа го имаме и бродот кој што патува по реката, така. Тоа е еден од најуниверзалните и најстарите символи. Одредени го споредуваат тоа патување со патувањето на Данте со Вергили низ пеколот. Да. Затоа што е наистина пеколно патување. Да, но тука е уште една тропа која што мислам дека може да се додаде, а тоа е бродот на лудите. Добро, што е тоа? Тоа е тропа која што постои од Ренесансата, каде што и во средниот век, каде што особено омилена на Фуко, од неговата прва книга Лудило и цивилизација, каде што се сигнализира дека тоа е патување кое што е многу чудно и сочинето од луѓе кои што не се комплетно рационални и ментално здрави и кои што плови без некаква цел и насока и лута и се доживуваат одредени ствари. И тука, особено во овој филм, чија што тема е меѓу другото, рационалноста и лудилото, така, мислам дека и таа тропа е многу важна. Да. И тоа е патување низ животот. Точно. Истовремено низ навлегување, колку подлабоко се навлегува во прашумата и колку подлабоко се следи реката, се навлегува во некои делови од човековата психа и од човековата култура, кои што не стојат на површината, туку стојат зад неа. Кои што водат кон ирационалното, кои што водат во наводници, тоа што е насилно, тоа што не може да се артикулира преку зборови. Ирационално. Да. И затоа на крајот повеќе доминираат сликите отколку говорат. Да. Велике веќе нема ништо да се каже, не знаеме никако да артикулираме, да. Така. Потоа има други сцени кои што се многу интересни за од овој вид. Сигурно се сеќаваш сега пошто ти е свежо гледан филмот, сцената со мостот. На крајот, пред конечно да влезат, ако не се лазам, во Камбоџа. Така. Тоа е тропа една која што постои од Конрад. Последното место, The Last Outpost. Така. Тоа е последното место и тоа е мост кој што е буквално и символички крај на првиот дел од нивното патување. Точно, да. Од тука завршува разумот. Завршуваат правилата и логиката кои што го раководат првиот дел од патувањето. Затоа што и самите војници таму се без команда, најголем дел од нив се под некакви субстанци, не се знае нити каде се борат, нити против кого се борат. Постојано го градат мостот кој што виетнамците им го рушат. Тоа е едно место кое што е на работ помеѓу хаосот и космосот. Каде што границата помеѓу подредениот свет полека се распаѓа. Затоа што кај границите контактите се најинтензивни, а одбраната е најслаба. Така, тоа е едно место кое што ни сигнализира дека од таму па натаму влегуваме во еден друг свет. И тоа е многу важно затоа што првото што се случува е умира капетанот. Да. Така, тоа е водачот на бродот. Главата умира. Да, главата умира. Умира и Лоренс Фишбурн веднаш. Така, умира и младоста тука. Да. И остануваат Вилард, останува готвачот, кој што потоа умира така, на многу брутален начин. Сите во суштина на крај ќе умрат, освен нели Вилард. И сурферот. Да, и сурферот. Да, кој што е целосно влезен во... Да, предан на... Да, и тие, интересно исто да се посочи дека тие сцени каде што глумат дека се под субстанци, се под субстанци си. Да. Тоа е исто така многу важен дел од филмот. Продукцијата била еднакво тешка колку да бидеш војник во Виетнамската војна. Да, и они се однесувале на многу сличен начин како војниците, бидејќи тоа со субстанците е мислам дека еден од првите прикази на тој аспект од војната. Дека
постоело нешто такво, Да. кое што претходно се заобиколувало во медиумите, се прикажувало како почисто, така условно кажам, а не смеме да заборавиме дека тоа се 60-тите. Да. Така. Точно, да. Одлично. Што ќе кажеме за самиот крај на филмот? Значи, последната конфронтација помеѓу главниот лик и конечно објектот по кој он трага целиот филм, односно Марлон Брандо, односно Курц. Каков е нивниот првата средба? Што имаш тука да кажеш накратко за Така. како се разрешува, како се расплетува филмот? Тоа е многу тежок дел од филмот. Да. Тоа е можеби клучниот дел. Тоа е срцето на темнината, зашто тоа е Да. она што се бродот оди конечно кон тоа да го најдеме Курц. И мислам дека е многу тешко да се даде конечна интерпретација за што значи крајот. И јас не би се впуштал во нешто такво, затоа што мислам дека не е ниту возможно, ниту продуктивно. Не мора да има јасен крај, Добро. не е така логички аргумент, туку е уметничко дело и не мора да биде заробено значењето, но има некои аспекти кои што можат да ни расчистат на кој начин малку подобро можеби да го гледаме. Клучната разлика од филмот, од книгата во однос на филмот е што во новелата на Конрад Марлоу, Главниот лик. тој Вилард, го зема на бродот и Курц умира на бродот. Добре. Додека тука Марлоу го убива. Со мачета. Да. Го убива Го касапи. Да, на многу специфичен начин. Крајот на филмот е всушност истовремено гениална импровизација на Копола и многу осмисленост. Парадоксално како и целиот филм. Затоа што очигледно е дека станува збор за некаков митски ритуал, односно пренесување на некаква смисла подлабока на тоа што се случува. Затоа што Вилард од почетокот на филмот е испратен да го елиминира Курц. Он е припадник на одредени специјални одреди и е насочен ладнокрвно да го убие затоа што е побегнат од правилата на војската. Но како доаѓа на крајот и како го запознава? Како стигнува до огромен храм? Прво е заробен, но потоа почнува да ја малку и да ја сваќа, дали сваќа е правилниот збор, да ја согледува и страната на Курц. Всушност, кој е проблемот на Курц? Зошто он се одметнал од американската војска, од американската култура? Се одметнал заради прашање кое што вулгарно може да се каже на ефективност. Војната според него не се води на правилен начин. Војниците се неспремни, млади, лошо обучени, декадентни. Користат дрога и се обседнати со секс. Да. Сите тие аспекти според него ги прават слаби, додека виетнамците, бидејќи се борат за вистинската работа, да се заштитат себе си и домот собствен, се борат вистински. И затоа целта на Курц, како што кажува во тие разговори, е да се смали војската и да се создадат, да се дуплира тој како личност. Да бидат повеќе војници како него и за да можат да победат војната. И има еден многу интересен дел каде што нели чита од медиумите. Известување каде што се лаже за состојбата во војната, дека тоа е организирано и дека е како што треба, додека во пракса Копола ни покажува низ целиот филм колку безсмислена е целата. Војската е хаотична. И на крајот Копола имал многу проблем како да го реши завршувањето на филмот. Како да го заврши? Така, како оваа приказна да заврши? Затоа што крајот не е само крај на филмот. Туку крајот го дава и идеолошкото и тематското заокружување на филмот. Крајот би требало да ни каже зашто е филмот, која е целта на филмот, што сака да постигне. А со тоа тој самиот не бил сигурен, бил фасциниран од фигурата на Курц, но не знал како да го реши. И неговото решение е според мене многу индиректно и многу ефективно заради тоа. Во која смисла индиректно? Она што е карактеристично за романот на Конрад, за крајот на романот на Конрад, е што Курц многу малку зборува. Тоа е една фигура која што е само фигура и глас.
Всушност, извини што ќе те прекинам, и во филмот најчесто Брандо е покажан во сенка, Так. лицето не му се гледа целосно, лежи, во првиот момент лежи кога ќе го запознаеме и така натаму. Так. Секогаш е shrouded in shadows, што би се рекла. Така. Односно една енигматична, фантомска Енигматична, фигура, така, да. и некако и Конрад и Копола се обидуваат некој вид на божественост околу него да изградат. И доколку не ги прочитаме правилно клучевите кои што Копола не ги нуди, однесувањето на крајот може да ни изгледа многу чудно. И самата приказна, развојот да ни изгледа многу чуден. И зошто на тој начин ги снима? Затоа што накратко еве за тие да се потсетат, на крајот ни е прикажано убиството на Курц. Точно. На кој начин? Ни е прикажано во споредба, во контрапункт со жртвување на едно говедо, кое што е жртвувано од домородното население во некој вид на ритуал. Во исто време Вилард го убива Курц со мачета. Тоа е монтирано буквално. Да. Кадар по кадар. Кадар по кадар, да. Удар врз говедото, удар врз Курц. Така, се римуваат. Да. Се римуваат тие сцени. Всушност не станува само збор за едно обично убиство, како што му е наредено од страна на командата, туку станува збор за ритуално убиство или жртвување. Во неколку претходни кадри, освен што ни е потенцирана таа нуминозност, да речеме, на Курц, ни се посочени 3 или 4 книги кои што тој ги има во својата лична библиотека. Обично тоа е начин на кој што режисерите сакаат да ни посочат нешто повеќе. Во книга тоа е многу полесно и поексплицитно, затоа што ќе напише за книгата, ќе ни каже нешто за книгата, тука може само да ни ја покаже и евентуално да ни прочита. Станува збор за Златната гранка од Фрейзер, познатиот компаративен проучувач на митологиите, религиите на во тоа време примитивните општества, кој што е горе-долу малку постарно современик на Конрад. Потоа книгата Ритуалот и романсата од Джеси Вестон, за која што ќе зборува малку повеќе, Библијата и песните на Т.С. Елиот, и мислам дека имаше уште една книга која што не можев да ја детектирам и не најдов на интернет, мислам дека се песни од Гете. Добре. Ама не сум сигурен за тоа, тоа ќе го оставам на крај. Книгите на Фрейзер и на Джеси Вестон се практично клучни за толкување. Затоа што целата таа огромна книга на Фрейзер се обидува да протолкува една тропа која што тоа е нашол на повеќе места, кралот свештеник кој што е убиен. Да. Прво зошто е крал и свештеник, а второ зошто е убиен. Односно тој покажува како во одредени стари култури и во понови култури каде што останале делови од тие верувања, целата добросостојба на заедницата, функционирањето на природата, доаѓањето на пролетта, раѓањето на нови плодови, на потомство, значи плодност на жени и на мажи. Сето тоа се концентрирало во фигурата на една личност, тоа е кралот свештеник, кој што истовремено владел, но и постојано бил под закана дека ќе биде убиен. Зошто? Во моментот кога тој самиот ќе почнал да се разболува или пропаѓа, или во одредени култури, кога веќе не бил сексуално потентен, да општи со харемот кој што му бил понуден, бил жртвуван и заменет од следната фигура која што ќе ја гарантира добросостојбата на заедницата. И сега очигледно е дека е Курц поистоветен со оваа фигура, да. И исто така што се однесува па до книгата на Джеси Вестон. Таа се занимава со проучување на приказните за Светиот Грал. А самата патување често се поистоветува со патување во потрага по Светиот Грал. Оваа Джеси Вестон, која што е, да речеме, еден вид на наследник на тој начин на размислување на Фрейзер, покажува дека сите тие приказни за Светиот Грал и елементите кои што се појавуваат внатре се практично варијанта од тие аграрни циклични митови кои што се во центарот и на приказната на Фрейзер. Дека всушност уметничките дела од понова природа, од средниот век, да речеме, приказните за Ланселот и за Артур, за Светиот Грал и за кралот Рибар
и за опустошената земја, и за кралот кој што е болен или е пропаднат и е заменет од нов помлад витез, дека сите тие во суштина влечат потекло од тие стари аграрни митови за смртта и повторното раѓање на природата и на животот. Во овој комплексен контекст Копола го поставува Курц и го поставува Вилард и ги поставува на соодветните функции. Вилард како младиот витез, Курц како стариот и болен крал свештеник. Да. Кој што со себе, со својата пропаст ја носи и пропаста на заедницата. И затоа во тој контекст Вилард мора да го убие и да го жртвува практично на ист начин како што е жртвувано говедото од заедницата. И интересен естетски детал се песните на Т.С. Елиот. Добро. Кога Курц зборува, а зборува многу малку, зборува многу криптично, многу енигматично и во еден момент ја цитира песната Луѓе од слама од Т.С. Елиот. Тој сигурно го забележа дел. Зошто го цитира? Тоа го нема во романот. Да. Затоа што Т.С. Елиот доаѓа после Конрад. Но всушност одредени цитати од романот на Конрад се интегрирани во песната на Т.С. Елиот. И Копола ги третира песните на Т.С. Елиот како додаток на самиот текст на Конрад. И ги интегрира внатре во приказната и бидејќи тие се криптични и тешки стихови, Т.С. Елиот е познат како тежок поет, уште повеќе додаваат на таа нуминозност на Курц и дека кога зборува ни е сигнализирано дека треба многу внимателно да слушаме за да се обидеме да протолкуваме некаква херменевтичка смисла. Нешто да биде протолкувано, нешто што е важно. Така и на крајот пошто да заокружам за крајот. На крајот Вилард го убива, но гледаме дека има една дупка во ритуалот. Он не го заменува. Да. Туку едноставно го зема својот сопатник, така, сурферот, Ленс, мислам дека се викаше, и заедно си одат. Бидејќи клучниот момент е дека Курц е свештеник и крал на таа заедница на виетнамци таму. Он владее со нивната добросостојба и со нивната војна и со нивната култура. И во моментот кога Вилард ќе го елиминира, тие му се поклонуваат, го чекаат својот нов крал свештеник. Но Вилард одлучува да си оди, да го прекине циклусот. Така, што би можело да значи и повлекување на Америка од Виетнам. Од Виетнам. Подлекување не само фактички како војска и како трупи, туку генерално повлекување како одредена спиритуална и културолошка сила која што би требала да го обележи и да го просветли и да владее со тој делот. Знам дека беше заплеткано и дека се обидов колку можам поедноставен да бидам во ова објаснување, но најавив дека крајот не е. Не, апсолутно не е. Целиот филм е многу сложен. Јас само би им посочил на тие кои што се заинтересирани за оваа тема, се надевам дека има, да седнат на едно многу интересно патешествие. Да ја прочитаат новелата на Конрад, да ја најдат книгата на Джеси Вестон From Ritual to Romance, да прочитаат барем одредени поглави од Златната гранка. Еве би им посочил првото и 25-то поглавје. Добро. Затоа што само се овие делови кои што се однесуваат на приказната на Копола и да ја прочитаат Луѓе од слама на Т.С. Елиот, која што има и одличен македонски превод од Зоран Анчевски, професорот. И да видат како тие текстови ќе функционираат еден со друг и можеби дека ќе им даде некој клуч кон разбирање. Им гарантирам дека барем ќе им биде многу интересно и забавно во целиот процес. Ќе се мачат со тие тешки текстови, ама ќе извлечат многу повеќе од колку нивната мака на крајот. Супер. Фала ти многу. Јас не видам што би додал во однос на крајот и кој што рече, можеби не е соодветен за интерпретации, но даде одлични клучеви и водилки кон како би го расплетиле, така што ако немаш уште нешто да додаш во однос на филмот, би поменал на следната рубрика. Уште една забелешка. Да, веќе која тераме долга дискусијата, така секако. Да продолжиме. Мислам дека уште еден дел кој што треба да се потенцира, кој што е, да речеме, подалеку од овој митски ритуален дел, туку е поврзан повеќе со војната. Значи, очигледно е дека има уште многу референци на митови. Килгор, големиот
Генерал. полковник мислам дека Полковник, беше, што го да. глуми Роберт Дувал. Да. Он е еден вид на Полифем на Одисеј, така, пречка која што треба да се заобиколи. Да, точно. Така. Да. Додека Плейбој за јачиците, Мгм. моментот тој поврзан со забавата на војниците Да, и да, моментите да. на силување кои што постојат во тие се еден вид на Кирка. Точно островот со Така, уште тие детали чисто како клучеви, тоа и самиот Копола го кажува. Но моментот со Килгор, кој што не го допревме, иако е Да, јако е дел од филм, точно, да, дел од да. филмот кој што да речем најмногу има останато во популарната култура и глумата на Роберт Дувал кој што го превзема од Кум од двата дела е неверојатна. И од конверзација мислам дека. Да. Секаде, значи се повторува. Е еден многу клучен дел затоа што ни покажува дека Копола не е заинтересиран само за војната како таква, како некоја универзална тема, туку и за модерната војна. Во центарот на филмот се хеликоптерите. Така. Зошто? Почнува со звукот на пропелерите на хеликоптерите кои што летаат на почетокот на филмот. И секогаш тие се знак дека се случува нешто на кое што обичните војници немаат контрола. Тоа е еден нов елемент на модерната војна кој што посочува колку е таа антихуманистичка. Не само во филантропска смисла, туку и во идеолошка. Дека веќе не е концентрирана на луѓето. Да. Туку е концентрирана на оружјата за масовното уништување, како напалмот, на хеликоптерите како техничко средство кое што ги надминува можностите на луѓето да се бранат или да се борат со нив. Така, и тој дел од војната кој што е буквално вулгарен и технолошки и спектакуларен. Да. Затоа што Копола инсистира дека во еден дел неговиот филм има и многу вулгарност. Секој режисер сака сликовитост, сака Апсолутно. спектакл, а филмот е спектакуларен, особено во тој дел, каде што полковникот се случува и кај што делува. И може да се забележи дека секогаш кога хеликоптерите се појавуваат, завршува human agency. Мокта да делуваат луѓето и да ја променуваат ситуацијата околу нив. И такви случаи има и со напалмот, и со хеликоптерите, и со сите други оружја кои што се појавуваат. Ти благодарам уште еднаш за исцрпната анализа и освртот на филмот. Се надевам дека ќе ги инспирираме тие кои го немаат гледано или немаат читано книгата да го погледнат. Во секој случај Апокалипса сега, иако е веќе постар филм, можеби за помладата публика, е неверојатно огромно филмско осварување, кој што рековме, кој поминало ни спеколна продукција, осварување на еден од најпознатите режисери на денешницата, филм во кој многу актери како Мартин Шин, Роберт Дувал, Харисон Форд има кратко појавување. Да, многу кратко. Сега се многу познати во децениите кои следувале по објавувањето на филмот и како кариерите им процветале, така што филм кој е важен за историјата на филмот, филм кој е важен за историјата на западниот свет, филм кој е важен за Америка, филм кој е важен за сите кои ги интересираат ефектите и текот на една војна, и секако книга која, како што рече, на пресвртот на векот и книга која исто така отвора многу клучни теми, така што се надевам дека оние кои не следат до самиот крај ќе го погледнат филмот. А пред да завршиме, би те поканила, ако сакаш, во последната наша рубрика да извлечеш карти дали од телевизискиот шпил или од филмскиот шпил. За оние кои не знаат, ова се картите Genius или Гени и нашите гости треба да погодат тоа што ќе го извлечат и да видиме дали ќе се погоди нешто од тоа што зборувавме денес. Така што можеш 3 карти од кои сакаш шпил да извлечеш. 3. Да. Ајде, едно од серија да покажам колку не знам. Ајде. И сега можеш да ја видиш и да ја покажеш током камерата и да ни кажеш дали стане Барбара Страйсанд. Да. Добро, ова е позната. Мислам дека и премногу позната. Добро. Многу филмови, музичка кариера огромна. Како се викаше тој еден прекрасен филм со Роберт Редфорд? Знаеш за Љубовен е филмот. Љубовен, каде што таа влегува во политика, он сака да остане поконвенционален и уште еден куп филмови. Да, она има точно. огромна кариера. Добро, 1 од 1 за сега. Одлично. Ајде. Сигурни Вивер. Елиен. Кралица на ЕСФ. Да. Така. Одлична актерка, да. Сега веќе повозрастна, да. Да, и во Аватар, така? Да, во Аватар глумеше точно. И еве сега да видиме 2-1. Ајде да видиме во серијата. Homeland, Claire Danes. Познато ми е, 3 девојки се паднаа, 3 жени. Да.
Не сум го гледал. Не си гледал. Не сум го гледал, ама ми е позната и глумицата и серијата. Всушност интересен завршеток на епизодата би било бидејќи Клер Дейнс глуми лик кој е исто така во некаков воен конфликт навлечен со тоа што таа е CIA агент, значи не е на терен, но исто така е боледува од некакви ментални расстройства, слично како Курц во нашиот филм. И Вилард. Да, и Вилард, точно, да. Така што уште еден лик кој е вметнат во таа некоја американска странска служба, како да кажам. Така баш прикладно. Да, баш прикладно. Така што тоа е тоа. Фала ти уште еднаш што дојде, се надам ќе дојдеш и пак во Филмофилос. За оние кои не гледаат, се гледаме за неколку недели повторно со други гости и други теми. И се надевам дека и оваа епизода секако ви се допадна и дека Ведран оставите како впечаток, така што ќе дојде повторно. Фала ти тебе.